Zdravo другари, добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Предпоставувам дека повеќето од вас се веќе запознаени со драмата која неодамна се случи на македонската YouTube сцена помеѓу Стефан Лазаров и Стефонатор. Јас за разлика од бројни мои колеги нема да искористам истата таа драма за да си набијам прегледи. Напротив, овде сум да зборувам само за еден од актерите во таа драма. Станува збор за едно дете кое се вика Фејпи, поради кое што се случи целата драма, ако не се лажам. Многумина сега ќе се запрашаат зошто воопшто го снимам ова видео и зошто му посветувам внимание на детево, но и на тоа прашање ќе ви одговорам. Не знам колку сте упатени, меѓутоа, пред околу 2 месеци Фејпи направи не едно, туку 2 видеа во кои што го блатеше моето име, моето презиме, мојот YouTube канал, мојот контент, ме блатеше мене. Не планирав да му посветам внимание и да реагирам на неговите видеа, затоа што реално неговиот канал до вчера беше статистичка грешка. Меѓутоа, откако моите колеги му дадоа на значај, предпоставувам дека истите тие видеа ќе доспеат до поголем број на луѓе и чувствувам некако потреба да ги демантирам сите тие будалаштини изречени во тие 2 видеа кои Фејпи ги направи за Марио Рангеловски. На самиот почеток мора да се оградам и да кажам дека јас немам никаков проблем ниту со Стефонатор, ниту со Стефан Лазаров. И во ова видео не планирам да заземам страни, ниту да се мешам во нидната драма. Ова видео го правам исклучиво и само за Фејпи, кој во јавноста изминатите денови беше представен како жртва, а све само жртва не е. Првото видео кое Фејпи го направи за мене се вика Марио Рангеловски ме исхејта во видео и тоа е видеото во кое што тој реагира на моето видео, во кое што јас зборувам за него. Станува збор за видео во кое што реагирам на мали YouTube канали, некој ми го имаше предложено Фејпи, ако не и тој самиот, не знам. Инаку, сите веќе знаете дека јас на мојот канал практикувам да снимам видеа во кои што реагирам и ги читам вашите тајни. Епа, детево некогаш одамна снимало исто такво видео и оно е убедено дека јас таа идеја ја имам видено кај него, што не е точно. И тој изреволтиран затоа што јас не сум кажал во моето видео дека идејата сум ја видел кај него, а не сум ја видел. Одлучи првин да ми коментира на една фотографија на Инстаграм, потоа одлучи да направи видео за мене. Ќе ви објаснувам сега дека траат видеа. Ова дете обседнато со мене, веројатно. Па брат, реално, мене Джипи ми дони се многу нови фанови сега пред некој време, али ти брат, не сега мога да хетам, али гарант не си, можда една или да си заслужил сам што си снимал, другите стваро ти се буст, некој што ти помага да ютубери, ова, она, благица, ова, значи тоа не е малце. Ја мора овде да стопирам. Драг мој Фејпи, јас сум еден од ретките ютубери на ова наша сцена, кој никогаш нема побарано од ниту еден друг поголем ютубер да ме шерне на стори, да снима видео со мене, да ме сподели на Facebook ваму или таму, да реагира на мене во видео, никогаш на никого. Доколку некој поседува порака од мене, во која што барам било каков шер и било каков буст, нека го сподели тоа јавно. Затоа што ти лупеташ глупости и сега децава кои не ме следат мене, те гледаат тебе, не знам дали постојат такви, али окей, они ќе помислат дека мене некој ме направил. Не можеш да лупеташ вакви глупости, мислам Благица ме бустала. Ниту Благица, ниту било кој друг. Јас не знам зашто ти зборуваш овде, меѓутоа морав да те прекинам и да го демантирам ова што ти го зборуваш, затоа што не знаеш како да реагираш на она што јас сум го кажал во моето видео. Затоа ми е малце, брат. Кога почнав да снимам реакција на вашите тајни, по некое време Джипи... Да, ја за ова за вашите тајни серијалов не, окей, мој кажувам. Прво го снимаше Жика, потоа ја по некое време многу кратко, но ја му кажував на Жика што ќе снимам и тој го има снимано пред мене. Ја таа идеја ја зидов од Глорија, од Хрватска, не е во Македонија, ја донесам во Македонија. Овде пак ќе стопирам. Не можеш да донесеш идеја во Македонија, затоа што сите ние гледаме балкански ютубери, светски ютубери и истата таа Глорија сум ја гледал и ја и од истата таа Глорија и јас сум ја земал идејата за вашите тајни. И што правиме сега? Сите наши видеа, не само мој, не само твој, на сите ютубери, се копија од нечии други видеа. Поентата е во креативноста, енергијата и харизмата. Ако си барем малку креативен, ќе ја измениш таа идеја и ќе направиш нешто својствено за тебе, твојот контент и канал. Ако имаш некаква харизма, ќе знаеш како да им ја пласираш на луѓето и тие тоа да го гледаат и прифатат, така што сулудо е да си земеш за право и да кажеш дека ти прв си донел некаква идеја која си ја видел кај ютубер код
Hrvatska, pa što ja demek ne gledam hrvatski youtuber, ja ne znam što ti je snima i ja ne zimam od njih videi, mislim glupo je. Posle mene isto to video go snimaš i GP, i Ivan Einstein, i Vlagica, i svi te živi youtuberi, pa ja ne barav od nikoj da spomnevo video deka go videle toa video kaj mene, zato što ja ne izmislam topla voda, ne znam kako da ti objasnim, ja s toa video sam go videl od nekog. Ете, ја снимал дори GP, тој и до Марио, али не знам зашто не кажувате кој ја измислил таа идеја. Океј, која донесла во Македонија? Како златно дете да кажам дека ти си ја измислил кога јас за тебе ни не знаев кога го снимав тоа видео. Не знаев дека постоиш. Направи исто такво видео во кое што рече дека видеото го видел кај мене. Денеска правиме видео што го имам Па видено. да, кај тебе, кај кого друг. Тебе ти помага, тебе те буста, тебе она, пак. Кај кого друг? Пак зборуваш глупости. Не знам дали знаеш, меѓутоа јас немам ниту едно видео со GP на мојот YouTube канал. Се појавува во еден влог и мислам дека го има во видеото во кое што ми поставуваат непријатни прашања јавни личности, не знам како се викаше видеото, не е ни битно. Значи постои во две мои видеа, меѓутоа јас GP никогаш не го користам во наслови како кликбейт за прегледи, не знам како тоа да ти го објасна. Мене GP никогаш не ме бустал. Ниту јас тоа сум го барал од него, за разлика од тебе. Меѓутоа ова дете се појави од нигде никаде, со еден куп сториња на кој што ме тагирал и му се обреќа на GP да му каже дека тој серијал он го донел у Па да, не е точно. Гледај датумите која ја прв пат сум го снимал, ги читам вашите тања која го снимал овој. Македонија, не ја. Се и да го снимал пред мене, GP во видеото кажа дека кај мене го видел. Тоа не значи... Знам, тоа го знам, али ја барам сам од тебе, требало да кажеш, брат, дека е моја идеја. Али како да кажам кога не знам дека постоиш? Малку да истражиш кој од кого ја земал, кој прв го снимал во Македонија и тоа. Дека јас сум го донел. Ја колку само ти праќав сториња, она ти пишува дека е моја, а ти повторно те си гледал, али не си кажал увидел. Зашто? Затоа што си... Македонија, тук го видел. Меѓутоа детево се дрзна, ме тагира по сториња, ме заследи, ме одследи, ме заследи. Никаде не сум правил те заследив, те одследив, еднаш те заследив, не сум правил толку пати како што викаш, еднаш те заследив кога го сними тоа видео и шамваш те кога не кажа те оследив одма, затоа што не сакам да следам таков човек. Не, ти не ме одследи кога јас објави видео во кое што читам ваши тајни, ме одследи кога GP го снимаш истото тоа видео во кое што кажа дека идејата ја видел кај мене. Следи ме, лајкува ме, дислајкува. И забележав на фотографијата, што ја поставив по повод 10.000 сабскрајбери, коментар од детево, демек си стигнал да, ма ја лажеш публиката затоа што другите буста, нешто тој фазон. Не, ја кажете ми дали не е точно. Ја овие 1000 субскрайбери ги добро 600 со GP веднаш, али 1000 субскрайбери сум ги заслужил што секој ден скоро видео, секој втор ден едитирање се, значи една година од мојот канал и стварно ти колку снимаш на овој канал новиот, не знам колку снимаш. Ете, за Ивона и Марио каналот свака час. Колку треба си глуп да кажеш за Ивона и Марио каналот свака час? Што ти мислиш? Кој го водеше тој канал? Дечко, јас и на тој канал ги монтирав видеата и на тој канал ги смислував идеите за видеа. На овој канал сум дури и поуспешен, затоа што каналот Ивона и Марио направи 10.000 сабскрајбери за една година, а каналот Марио Рангеловски за 8 месеци има скоро 17.000 сабскрајбери, што значи дека со каналот Марио Рангеловски достигнав дупло поголем успех. Со тоа никако не сакам да плукнам по каналот Ивона и Марио, затоа што сметам дека истиот тој канал ми помогна овде побргу да растам. Меѓутоа сакам тебе да те демантирам, затоа што лупеташ глупости константно. При тоа, не постои јутубер на македонскава јутуб сцена на кој што ти, драг мој Фејпи, му немаш пишано да те сподели на стори и да ти помогне да реализираш некакво видео, да те рекламира и така натаму и така натаму. И секогаш фаќаш на патетика како ти многу се трудиш, како ти монтираш на телефон, за тоа нешто подоцна, како ти си жртва на системот. Не, драг мој Фејпи, не си ти жртвата. Ти си само едно лицемерно дериште, жедно за слава. И се пикаш, усечи газ за да дојдеш до некаков очаен успех кој не го заслужуваш. Зошто не го заслужуваш? Затоа што ниту едно твое видео не е автентично. Секаде и секогаш го користиш името на GP, во овој случај моето име, името на Стефанатор, сега ќе почнеш да ги користиш Лазаров, Ритко и ред други успешни јутубери преку кои што ќе стекнеш нешто поголем број на прегледи од претходно. Потреба од популарност, очајна.
Да не зборам, не е добро да го хейтам, пошто е постар, али ја морам да си кажам. Ти брат, проба со се, со не знам што не проба, за Звезда Гран на YouTube, првиот канал, се, не знам што не проба да станеш популарен. Тоа е точно дека све пробав и те ќе пробувам, тоа истото ти го препорачувам и на тебе, затоа што YouTubeот очигледно не ти оде од рака. Потреба од популарност и дека ова што јас те прокоментирав во видеото е најголемиот успех што го имаш да живееш. Сега имаш нов најголем успех, тоа е што некои други успешни мои колеги те бранат во нивните видеа и претпоставам дека со тоа ќе се флексаш долго, затоа што реално успех е. GP ти реагира на видео, Марио те хейта во видео, Лазаров те брани во видео, па Стефанатор те хейта во видео, па ти дете направи хаос на македонска YouTube сцена, при тоа си статистичка грешка. Тоа е успех, стварно е успех. Овде не бев ироничен. Најголемиот успех ми е тоа што снимив реакција на песната од GP Рај и што GP ми реагираше и бев толку среќен, тоа ми е најголемиот успех и сум се подрул да снимам реакцијата, да едитирам на телефон, потоа да симнувам скрин од компјутер, па да едитирам на телефон, од една апликација од друга за да се создаде видео и на крај да ти дојде тоа, GP да ти реагира на реакција, тоа е прекрасно нешто и не е... Стоп. У неколку наврати забележав како правиш жртва од себе и го нагласуваш тоа како ти многу се трудиш, многу работиш на себе, монтираш на телефон и тоа е твој најголем проблем. Драг мој ти, јас од нула успеав да кренам два YouTube канали, Ивона и Марио Рангеловски, монтирајќи на телефон. Дали мислиш дека луѓето кои мене ме следат ги интересира на што јас монтирам? Јас сум должен да направам видео од 10 минути кој ќе ги забавува луѓето кои ме почитуваат, гледаат, поддржуваат. И глупо е да го користиш твоето монтирање на телефон и твојата мака за да направиш жртва од себе, не знаејќи дека истиот тој Марио кој го напаѓаш монтира на телефон скоро 3 години, 2 години на каналот Ивон и Марио и еве 8 месеци и монтирам видеата на мојот YouTube канал на телефон. На 11 април Фепи ме тагирал дури на 3 сториња во кои што претпоставам дека зборува за тоа како идејата е негова за вашите тајни. Потоа ми напишал: брат, што се представуваш дека ти прв си ја донел идејата ги читам вашите тајни, вадите тајни, он не знае ни да пишува во Македонија, не е во ред само да знаеш. Откако јас го прокоментирав Фепи во моето видео, Фепи ми напишал порака: добиваш видео утре за се што изнаречи. Неколку минути подоцна, тоа беше и всушност најинтересното, Фепи ме заследи и ме остави коментар на последната фотографија како да си ја исправам грешката. Во меѓувреме Фепи на стори објави, односно напиша: пишувајте му сите на Марио, опрости му на Фепи. Тој сакаше да ми се извини. Неколку минути подоцна ме одследи, па објави стори: дури сега гледам за хейтот од овој кон мене. Мислев ќе помине лошо со хейт и многу дислајка, но ете, останале уште некои паметни луѓе што сваќаат и гледаат кој е во право. Марио моли се да нема и второ видео за тоа што си, кој си, валјда, не можам целото стори убаво да го прочитам. Значи, откако Фепи свати дека нема многу дислајкови на првото видео, одлучи да направи уште едно, зашто да некога веќе свати дека има прегледи на првото. Јас, за жал, не правев скриншот на секоја една порака која Фепи у тој момент ми ја праќаше, али тоа беа смешни порака. Мислам, ми праќа порака у рок од 10 минути ја брише, мислам, знаете, постоја на опција unsend. Потом ме остава коментари на YouTube, па праќа луѓе да ми коментираат на YouTube, па праќа луѓе да ми коментираат на Instagram. Мислам, дечи игри. И сега, пошто Фепи тврди дека јас копирам контент, јас морам да ви покажам една порака од еден мој соработник, слободно можам да кажам. Во ова прилика му се извинувам што ќе го вмешам у сето ова, знам дека можеби не е професионално, меѓутоа морам да им покажам на луѓето кој всушност кого копира. Кристијан Кузмановски, познат како Кекс на YouTube, кој ми го правеше логото и банерот за мојот YouTube канал, не знаејќи дека јас сум некаков конфликт со Фепи, ми го прати овој разговор. Фепи му се јавува на Кристијан и бара од него ист банер и исто лого како моето. Вели, исто, ама исто ко на Марио. Ист банер, исто лого, исти бои се. Кристијан, поради тоа што е професионален и нема да дозволи двајца луѓе да имаат ист банер и исто лого, независно дали станува збор за Фепи или за некој друг, одбива тоа да му го направи. Меѓутоа, Фепи одлучува сам да си направи банер идентичен на мојот. Погледнете како изгледа банерот на Фепи. А погледнете како изгледа мојот банер. Дали може би
zabeležuvate nekakve sličnosti, jasno vi je koji kogo kopira. Imam уште jedan interesan razgovor pomeđu Fejp i jedan moj kolega i prijatelj, youtuber. Станува збор за Мартин Гајдов, му се извинувам и на Мартин Гајдов што го спомнувам у овој контекст и го ставам во видео, меѓутоа морав. Fejp му пишал на Мартин Гајдов здраво, па после му пишувал брат, снимам за YouTube веќе година дена и немам воопшто подршка. Ова го ставам во видео само за да сватите како Fejp се поставува, каква жртва Fejp изиграва, зашто? Вели така да би те замолил како поголем ютубер, поголем се пишува заедно инаку, ако би можел да ме подржиш за да дадеш надеж да не се откажам. Ако можеш малце да ме поделиш на стори, ке ти должам живот, брат. Вели фала однапред и однапред се пишува споено. Се надевам дека ќе ме сватиш и сватиш се пишува со Ф. Поради тоа што ваквите пораки одат во меседж реквест, Мартин не ги ни видел. Меѓутоа нешто подоцна, Fejp му честита роден ден и од култура, како и на сите останати, му враќа thank you. Ме знаеш кој сум, прашува. Мартин вели не. Ха-ха-ха, он се смее, као да мора да знаеш кој е. Него гледаше ајде едно прашање 2 од GP и Мартин вика не. И он вика, па мило ми е, јас сум Fejp од YouTube. Иначе брат би те замолил ако можеш да ми испратиш видео во кое ќе ме прашаш било какво прашање, затоа што ќе снимам видео Q&A со прашања од македонски јутубери. Суштината на разговорот е тоа што Fejp нема идентитет. Fejp се представува како некој кој е спомнат во видеото на GP ајде едно прашање 2. Значи, човек без идентитет. Јас стварно не знам како Fejp се вика, ниту колку години има, ниту од кој град е. Буквално не знам ништо за детево. Следниот разговор нема да го ставам овде, затоа што човекот кој што ми го прати разговорот ме замоли да не го мешам ова. Меѓутоа, доаѓаме до една интересна работа во која што Fejp користи скриншот од видеа поставени на еден мој стар YouTube канал од реално шоу. Поради тоа што истиот тој Fejp сакаше тие фотографии и тие видеа да ги искористи во своја корист и да ме блати мене со тие видеа. И јас самиот, драги мои гледачи, ќе ви ги пуштам истите тие видеа со кои што Fejp сакаше да направи трето видео за мене. Меѓутоа не знам зошто се предомисли. Претеше, он пишуваше таму сториња, ми праќа деца. Пишувал сториња, сега ќе видите кој е Марио всушност, каков педер е он у реалити, гледајте што прави. Ова е фотографијата со која Fejp претеше, меѓутоа јас во ова не гледам ништо страшно. Зошто? Затоа што позади ова фотографија се крие ова видео. Станува збор за игра која игравме со останатите учесници во првото македонско музичко реално шоу на иста адреса. Постоеше уште едно видео со кое што Fejp ми претеше и тоа ќе ви го пуштам. Бојрум. Кога го извади видеото за Марио, Марио Рангеловски ме изхейта во видео, добив порака од еден фан пејдж од Пајак. Пејач, значи реагирам неговата песна, сигурно го знаете. И добив порака као ти си во право брат, стварно ме поддржуваше премногу, фала му премногу. Ти си во право брат и не знам имаше кажано дека Марио порано ги хейтал овој GP Стефонатор ги хейтал за нешто за JTMK да шол нешто ги хейтал, а сега као им се лиже им бара да му пратат видео за не да направи видео, познати личности нешто ми поставуваат прашања. Мора овде да стопирам. Кога сме веќе кај лижење и кај барање видеа, видовме на кој принцип ти ги бараш тие видеа. Јас со сите оние луѓе кои учествуваа во тоа видео, јавните личности ми поставуваат непристојни прашања, сум у коректен однос, со сите се познавам и се дружам. Јас нема потреба да им се улижувам за да ги молам да ми пратат видео за разлика од тебе. Потоа, ти се јавува фан профил на Паја. Повторно човек без идентитет. Значи фан профил нечи. Тоа може да си ти. Трета работа, никогаш не сум имал сериозен проблем со ниту еден македонски јутубер. Во оној момент кога македонските јутубери го подготвуваа тоа JTMK шоу, имавме еден лайв со Ивона во кој што ги блатевме македонските јутубери, признавам. Меѓутоа никого конкретно. Јас и Ивона за 7 месеци имавме 7000 сабскрајбери, што сметам дека у тоа време не беше мала бројка. Бевме доволно експонирани и сметавме дека требаше да бидеме повикани на истото тоа шоу. Не бевме повикани, ти ни не знаеш што јас сум зборал за македонските јутубери. Тебе фан профил на некој
ti pišal, во случајот на Пајак, не знам кој го води, не е ни битно, ти пишал дека јас некогаш сум ги блатал македонските јутубери, но ти не знаеш, а ти тоа го изнесуваш во видео, значи твоите зборови немаат никаква тежина. А порано ги хейтал, гледайте каков дволичен е Марио. Со каква сигурност ти тоа го кажуваш? Гледайте каков дволичен е Марио. Второ, што ми имаше кажано во видеото, заборев уште да докажам се. Второ што имаше кажано во видеото е имам потреба од вакво, од очајна популарност. Да, и ова што го направи со Стефанатор е уште еден доказ за тоа. Се докажав се во видеото, прво, Марио и Ивона каналот. Проба да станеш популарен. Не ви идеше, не знам зашто. Ти, драг мој Фејпи, кога зборуваш за каналот Ивона и Марио, треба да стоиш на нозе. У претходното видео го спомна каналот Ивона и Марио и рече секоја чест за тој канал. Сега го блатиш каналот Ивона и Марио. Контрадикторност. При тоа, на канал со 26.000 сабскрајбери за година и пол, неполни 2 години, ти кажуваш не ви идеше. Потоа зедовте со Ивона да правите некој ковер и се глупиравте, не знам, поима неа. Ова е веќе смешно и на ова не би сакал да ти одговорам, затоа што не можеш да го оспориш талентот на Ивона и не можеш да го оспориш мојот талент, можеш да бидеш само љубомор. Можда само Ивона, не знам. Трето, отворивте нов канал, ти отвори нов канал Марио Арангеловски. Четврто, беше во Звезде Гранда да станеш популарен. Уште сум во Звезде Гранда и горд учесник сум во Звездите на Гранд и моментално стигнав до третиот круг. Ментор ми е една од најпопуларните естрадни уметници на Балканот и горд сум на тоа. Да станеш популарен. Пето, не знам као задруга, реалити шоу, нешто така си бил таму. Знаете што е задруга. Луѓе не знам каде застана фете, очајна популарност. За мене ми викаше очајна популарност, само со еден канал се трудам. Например, да снимам реакција, реакцијата, пример од Пајак Dark Side, песната беше снимена од лаптоп, беше скрин од ставен на YouTube, без вие да знаете на привеј, ја да го инсталирам на телефон, потоа да го бришам, да го инсталирам на телефон, да го едитирам, да ставам со фейским, па да го извадам на YouTube. Тоа се вика труд. Сите маки ти ги познавам, драг мој Фејп. Нема да се повторам, ова е второ видео кое што ти кукаш и правиш жртва од себе како монтираш на телефон, не знаејќи дека јас го правам исто. Уште еден коментар, уствари уште една порака од фан пејџот на Пајак. И ме нервира што Ивона цело време во нивните заеднички видеа на каналот Ивона и Марија спомнуваше колку пари е гардеробата. И ова ќе го прокоментирам затоа што не постојат такви видеа. Демантирајте ме. Јас стварно не знам дека во било кое видео Ивона зборувала за пари и за колку и чини гардероба. Освен ако тоа не се видеа во кое што погодувам цени на женски производи и некои такви ствари, во кое што е нужно да се знае колку чини нештото. Вака, да седнем и таа да каже имам кошула, тоа не постои, при тоа јас не се дружам со такви луѓе. И јас ја познавам Ивона повеќе од 10 години, стварно ова не можеш да го наметнеш у јавност како точно. И вие, миленици на Марио, ете видите кој е сега Марио, кој е вашиот Марио. Ајде сега, мислам, ја ова видео да му го пуштам на некој кој прв пат ме гледа, мислам дека ништо нема да разбере. Ајде сега вие, според ова видео, кажете ми дали видовте кој е вистинското лице на Марио Арангеловски. Мислам, ова се такви будалаштини изречени у видео од 10 минути 38 секунди, да е тоа страшна работа. Згрозен сум од начинот на кој што детево ги интерпретира нештата. Притоа ништо не држи вода, ова не се докази, нема логика, али битно е да се направи видео. Тоа е контент на еден јутубер кој смета дека многу се труди и заслужува многу поголема поддршка. Вау. Дека почне да снима за геј порн, може и ке собере некој ден. Ја тоа што го кажам во видеото. Многу е смешно. Мислам, тебе на 13 години не ти личи да читаш вакви коментари у видео. Која ти е цел тоа? Да сакаш да ме навредиш? Сакаш да навредиш човек кој 3 години снима на YouTube, човек кој што од сам старт го плукаат у коментари педерси ваков си. Таков си сакаш да го навредиш со ваков коментар. Јас сум опериран на хейт коментари и мене не може да ме допред ваквите нешта. Меѓутоа, греота е на 13, 14, 12, 15 години, колку и да имаш, воопшто да се смееш на вакви работи, затоа што и тебе може би те следи некој припадник на ЛГБТ популација и додека те гледа како мене ме плукаш врз основа на мојата сексуалност, која тебе не ти е позната, се чувствува навредено. И плукаш луѓето кои ги гледаат овие видеа, а кои се може би припадници на ЛГБТ популација. Никој од вас кој снима за YouTube не размислува на тоа. Не само да плукнете по нешто, само да извреѓате некој. Бидете малку совесни, затоа што трендовите денеска ги диктираат јутуберите, затоа што се најпопуларни. У еден наврат реков дека Бака Прасе е она што
пред 10 години беше Здравко Чоли. Ова влијание кое го имаат денески јутуберите е сериозно. Сметам дека секој еден јутубер, доколку се служи со говор на омраза, треба да одговара пред закон. Ова е сериозна платформа, прераснува во сериозна професија и надлежните органи треба внимателно да следат кој што зборува во видеата кои се објавуваат масовно секој ден на оваа платформа. И секој од нас има должност да шири позитива, да биде хуман, да биде пример за децата кои не следат. Ти со вакво однесување не си пример, а се уште си дете. Меѓутоа, ако се чувствуваш како некој што може во иднина да направи некаков успех на оваа платформа, не смееш да се однесуваш вака. На страна јас, ти овде мене си ме плукал, не си ни прв ни последен, меѓутоа, вака не смееш да се однесуваш. Кога тоа родителите не ти го кажале, еве јас ќе ти го кажам на мој 25 години скоро. За да успееш на оваа платформа, потребен ти идентитет кој моментално го немаш. Без разлика на тоа што неколку мои колеги застана во твоја одбрана, јас со тие колеги немам никаков проблем и јас со тоа што тие те бранат нема да се спречкам. Мене не ми пречи што тие те бранат, меѓутоа не можев да премолчам и да оставам да бидеш жртва во очите на луѓето кои ги следат масовно тие видеа, актуелни драми, чуда, затоа што ти жртва не си. Ти само така се понашаш, плачеш во видеа, а способен си да снимаш и вакви видеа, какви што имавте можност да погледнете, во кои што и како знаеш да бидеш остар на јазик. Таков човек жртва не смее да биде и не може да биде, така што престани да манипулираш со тие 1000 луѓе кои те гледаат. Јас искрено ти посакувам успех во иднина, се надевам дека ќе се пронајдеш себе си. Како и да не би сакал да должам со одјавата, мислам дека видеото трае доволно долго, но ме интересира дали некој го изгледал до крај. Доколку некој од вас го гледа видеото сега овде, во коментар нека напише #М. Јас мислам дека кажав се што имав да кажам, не би сакал да наштетам никому, меѓутоа нема да дозволам никој јавно да го блати моето име и презиме. Во овој момент се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кој да го гледате видео. Ние се гледаме многу наскоро со многу нови позитивни видеа. Ве сакам, ве љубам и чао!